Работиме само за да јадеме. Ова е логичен заклучок по последните анализи на Државниот завод за статистика, според кој најголем процент од платите завршуваат за покривање на трошоците за храна. Вкупно 60 до 70% од заработеното завршува за полнење на фрижидерот и стомаците. Овој висок процент на трошоци за храна не става во редот на сиромашни земји. Скапа не додеме каде што се вика и така да тешко изгледаме на крај со мали пензии. Голем дел од пензиите наши што се вика одат за храна, углавно за храна. Сите пари одат за храна, а плюс давачки. Така да не сме задоволни ние пензионерите, а да не кажуваме што ги ранеме и децата. Според домашниот есап на секое семејство, кај нас храната е исклучително скапа. Тоа зборува дека немаме доволен стандард. Стандардот подразбира не само исхрана, облекување, туку подразбира и други потреби на луѓето, како што се користење на одредени услуги од други институции, шетање, туризам, инвестирање во нови станови, куки, така натаму. Дека кај нас јадењето се плаќа многу скапо, покажува и една проста споредба на цените на храната во Македонија и Германија, например. Во просек, век на бел леп од 750 грама во Германија чини 0,85 евра или 51 денар. Век на бел леп од 250 грама во Македонија чини 27 денари, а некаде достигнува и 39 денари. Домашен ориз од втора класа во Македонија за 900 грама чини 46 денари. Во Германија ориз од прва класа чини од 0,80 центи, односно 48 денари за килограм. Најефтиното брашно од тип 400 во Македонија може да се најде за околу 24 денари за килограм. Истото во Германија чини од 0,30 центи или 18 денари. Килограм шеќер во Германија чини околу 0,69 центи, 42 денари, а во Македонија најефтиниот кој го најдовме во супермаркет беше 38 денари за килограм. 1 литар кравио трајно млеко со масленост од 3,2% во Македонија може да се најде за најниски 38 денари, а просечната цена се движи околу 45 денари за литар. Во Германија најефтиното млеко започнува од околу 0,55 центи, 33 денари, а поскапото алпско млеко е околу 1 евро. Од друга страна, просечната плата во Македонија е 370 евра, а она во Германија околу 2400 евра. Инаку во развиените земји, месечните трошоци за храна не надминуваат повеќе од 20 до 30%.